Добар ден, почитувани гледачи, за многу години прочка. Вие сте со око на ТВ Нова оваа недела точно во 2. Гостин во денешното издание е митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски господин Петар. Владико, добро дојдовте во ТВ Нова. Добро најдовме и честитам за работата на ТВ Нова, зашто прв пат имам можност на ТВ Нова да имам интервју. Благодарам за честитките. Како епископ, како член на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, побаравте ли денеска прошка од некого? Грешат ли духовниците од ваш ранг, луѓето кои животот му го посветиле на Бога? И кому грешат, ако грешат? Во Светото писмо се вели дека никој не е без грев, освен единиот Бог. Така што дури и Мајката Божја го носела првородниот грев како наследен грев, а лични гревови немала. А ние имаме и лични гревови, така што секој од нас греши и не е проблемот во грешењето, проблемот е во непоправањето. Значи, човек што греши треба да го признае гревот, треба да побара прошка и да донесе цврста одлука дека нема повеќе да го повторува гревот, особено за големите гревови кога станува збор, но исто така е многу битно во врска со грешењето, откако донесеме одлука да не грешиме, не само што нема да грешиме, туку да направиме спротивни на гревовите добри дела. Ако сме лажеле, цел живот да ја говориме понатаму према вистината, ако сме краделе да го вратиме украденото и да дадеме помош на сиромаси, сираци, бедни, болни и така натаму и така натаму. Така што прошката е неизбежна и неслучајно во нашата света црква пред Великденскиот пост да започне се простуваме со сите на кои ние сме изгрешили и бараме прошка од оние што нам изгрешиле. Денеска да си простиме, од утре почнува Великденскиот пост. Да. Ние одиме со емисијата на која би сакал да позборуваме за повеќе различни теми и прашања. Деновиве Светиот Синод се огласи со апел да се зачува унитарниот карактер на државата, преку почитување, како што беше срочено во соопштението што го испрати Македонската православна црква, на уставноста што го уредува јазикот, а тој апел го дополнивте и со барање за спроведување на попис. Секако не изостана и повикот за меѓусебно помирување и национално единство. Кус коментар на ова? Ве немаше долго време, како МПЦ. Мислам дека требаше, лично мислам дека требаше многу поодамна ние како црква да излеземе со свое соопштение, со ставови, со мислења во врска со состојбите што се во нашето општество, зашто ние сепак ја представуваме Македонската православна црква, која всушност го има мнозинскиот народ. И кога станува збор за нашата црква, за верниците во Македонската православна црква, тука не сме ние ограничени на една нација, само на македонците, туку и на сите православни, без оглед на нацијата на која тие припаѓаат, без оглед на социјалната положба нивна и така натаму, но исто така е многу битно да се каже дека ние како црква сме должни, имајќи го предвид минатото, да бидеме коректор на многу нешта, но секако дека и за некои наши недоследности треба да прифатиме кога ќе бидеме на некој начин критикувани, ако можам така по директно да речам, или кога ќе ни биде укажано дека нешто не е во ред и во нашите редови. Владико Петар, Македонската православна црква низ вековите била можеби клучниот столб за опстанокот на македонскиот народ, и тоа во времења кога македонскиот народ немал своја собствена држава. Последниве 2 години, 2 и нешто, Македонија се соочува со голема политичка криза, можеби една од најсериозните од осамостојувањето наваму, а црквата е некако пасивна, незаинтересирана, делува како преокупирана самата со себе. Имате ваши внатрешни проблеми, па не можете да се огласите во однос на она што и се случува на државата, или пак не се согласувате со впечатокот дека МПЦ и со таквата перцепција дека ве нема доволно? Мислам дека треба погледнеме малку подлабоко во суштинските случувања или проблеми што ги има во нашето општество и да не се заборави дека црквата е всушност еден поголем дел од општеството, што значи она што се случува во општеството, тоа се случува во црквата. Не можеме ние да речеме дека во нашата црква верниците кои припаѓаат во црквата, а и ние како политички суштества, свештените лица, владиците,
свештениците, монасите и така натаму, сите ние припаѓаме на ова општество и ние не сме исклучени од општеството. И ако има проблеми во општеството, тоа значи дека тие исти проблеми се присутни и во самата црква како дел, и тоа поголемиот дел од ова општество. Зборувам конкретно за македонското општество, за Република Македонија. И мислам и реакциите наши се нешто слично, како и сослучувањата и состојбите се нешто слично како и во општеството. Но токму тоа ве прашувам, такви реакции се или ретки или воопшто ги нема. Еве на пример вие како член на највисокиот орган на црквата, Светиот архиерејски синод, па и лично како еден од највозрастните и најискусните членови на синодот, најискусните владици и епископи, како ја доживувате на пример платформата во Тирана, документ подпишан во туѓа држава, а кој станува поидовна точка за формирање на влада во Македонија? Имате ли став по ова прашање? Да. Вака, мораме да зборуваме и да бидам разбран во конкретниот случај, да бидеме разбрани ние како црква и јас како архиереј, дека покрај тоа што сме ние представници на епархиите, јас како надлежен архиереј на епархијата Преспанско-Пелагонички администратор на Австралиско-Новозеландската епархија и така натаму, ние сме исто така и политички суштества. И сега нема да говорам исклучиво само како владика, како митрополит, ќе говорам и како политичко суштество во ова општество, во македонското општество и така натаму. Ние не сме до таа мера пасивни, но сме, може да се рече, во голема мера предпазливи. Не сакаме да предизвикаме во состојбите во кои што се наоѓа општеството дополнително некои несакани последици да се случат заради чувствата што ги доживуваме за сето нешто се случува со нас. Да не долевате масло на огнот. Токму така. И сега кога станува збор за она што се случи во Тирана, тоа не, јас говорам како политичко општество, како член на ова политичко општество, како граѓанин, како гласач и така натаму, тоа е конкретно, директно мешање во внатрешните работи на едно општество, на една држава, на Република Македонија. И мислам дека ако така ја правиме ова наша држава, секој според своите чувства што ги има, и ако некој си бара матична држава надвор од Македонија, ако некој што се декларира како бугарин, па сака сето она што го чувствува како бугарин да бара совети од бугарската држава, представници на бугарската држава, председател, премиер и така натаму, друг кој се чувствува како грк да оди во Грција, трети во Србија и така натаму, или некој во Косово, тогаш ова држава нема перспектива. Што значи мора да се стави крај на тоа, да се преговара, договара со луѓе, политичари, кои вршат влијание надвор од нашата држава за и мешање во внатрешни работи на нашата држава. Тоа е сериозен проблем и треба се стави еднаш крај на тоа дека кој не мисли дека треба да ја штити, да ја пази унитарноста на оваа држава и дека тој не е ни вистински граѓанин на оваа држава, туку уривач на оваа држава, кој сака нека биде почнувајќи од мене. И затоа велам дека ние немаме друга резервна држава, матична држава, нам ни е единствена матична држава во конкретниот случај Република Македонија. За нас зборувам не само за македонците, туку и за сите граѓани без оглед на нивната националност, што се тука родени, што тука сакаат да живеат како граѓани на оваа држава. Што значи секое друго барање решение надвор од државата и влијание надвор од државата е растурање на државата. Владико Петар, ве прашувам не само како зоон политикон, како што рековте, како граѓанин, како политичко битие, како гласач, туку и како владика, како духовник, како свештено лице кое е на некој начин мост меѓу верниците и црквата и Бога. Како го доживувате ова што последниве 2,5 години се случува на државата? Предавство на државата, предавство на нашите национални белези, тука се и јазикот, тука е културата, тука може да се рече слободно грбот на нашата држава, химна, исто тоа. Сите тие можеме да ги наречеме прототипи на државноста на Република Македонија,
штом се чепка во тоа, значи се чепка во унитарност на држава, се чепка во опстојот на државата како република, како држава, почнувајќи дури од времето кога е создадена првата република на Балканот во Крушево, па потоа се разбира и Асном тука е во прашање, значи не само Илинден, Илинденското востане, и Асном, и исто така кога е донесен и првиот устав на суверена Република Македонија на 8 септември 91-та, мислам дека беше година и така натаму. Сето тоа е на некој начин загрозено со овие поставки што се направени во овие последни години. Спомнавте химната, грбот, знамето. За нив немаме се уште информации дали би биле и предмет на некаква корекција и што предвидува, односно знаеме што предвидува платформата, но не знаеме што ќе биде прифатено и предвидено во евентуалниот нов парламент и новата влада. Но гледаме дека албанскиот јазик е на пат да стане втор службен јазик на целата територија. Каков е вашиот коментар во однос на ова и во смисла на тоа дали и ова дел од она идентитетска загроза на македонскиот народ? Јазикот, ние според учењето на нашата црква, гледајќи како тоа е решено од времето на Господа Исуса Христа, се вели дека Господ Исус Христос ги праќал апостолите, двајца по двајца, да ги научат сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, и да паза се што им заповедал. Имено под зборот јазик се подразбира и старомакедонскиот или старословенскиот, како сакат да го наречеме, ист се поистоветува зборот јазик и народ. Значи, кога зборува за јазик, се мисли и на народ и обратно. Јазикот е битен елемент на една нација, на еден народ, а тоа, како што рековме, е и поистоветување со народот и така натаму. И кога зборуваме веќе за јазикот, ние знаеме дека најдобар начин за една држава да се изразуваат луѓето е да има еден јазик кој е заеднички јазик, кој ќе биде обединувачки јазик. Значи, во конкретниот случај, обединувачки јазик ние нам македонскиот јазик во оваа држава. Ако немате вие обединувачки јазик, тогаш веќе се расслојува државата како држава. Тогаш треба, не можам да разберам јас како може да има двојазичност, тогаш зошто да има двојазичност, нека има 40 јазичност. Колку што има овдека нации или народи или народности, зошто да не зборува секој на својот јазик, како што било тоа во времето кога Господ кулата вавилонска ја спречил да се изгради, бидејќи луѓето дотогаш зборувале на еден јазик и се разбирале. И Господ тогаш ги разтури народите со тоа што им создаде многу јазици и тие, имајќи многу јазици, почна да не се разбираат помеѓу себе. Така и ние сега, имајќи двојазичност или тројазичност или повеќе јазичност во државата, нема да се разбираме. Се оди кон следното, да не се разбереме, а не да се разбереме. А ние ако сакаме да се разбереме, можеме и без да говориме со разни гримаси на лицето, со поглед на очите, ќе се разбереме. Но можеме и со братот со кој постојано живееме, кој го говориме истиот јазик и така натаму, со кој сме лежеле во истата утроба на мајката и така натаму, да не се разбереме, ако имаме намера да не се разбереме. Јас во таа смисла го гледам и следновото. Имено, како сега ние да зборуваме на албански јазик секаде и да биде задолжително, кога до денешен ден ние човекот што е председател на партијата најбројна на албанците, не го слушнавме ниту еднаш да проговори македонски, додека премиерот и не знам други политичари наши, кога ќе појдат во средината каде што има албанско население, тие се обидуваат, барем да кажат неколку збора албански, со желба да се покаже дека го почитуваат нивниот јазик и така натаму. Друго едно прашање, мора да и полегне практичната страна кога е во прашање јазикот. Јас имам патувано во повеќе наврати од Охрид преку Струга, па понатаму како одите Кичево и селата Кичевски, Гостивар, Тетово. Во средината кога ќе застанеме да прашаме нешто, ако идеме, а претежно наидуваме на албанско население, никој не сака да ви проговори на македонски, едноставно ве одбегнува. Кога минуваме тука не може да видиме ниту едно македонско знаме,
А гледаме само албански знамиња. Јас не знам како ја градиме оваа држава, каде што во еден простор таму се декларираме исклучиво сепаратистички, може да се рече, може би грешен израз ако вам така, ама начинот на кој се однесуваме со знамињата, истакнувајќи ги само албанските во тие средини, а не македонските, тоа веќе говори дека како да се проширила таа држава малку кон соседните држави и така натаму и така натаму. Затоа мораме да бидеме сериозни и кога зборуваме за јазикот и за јазиците општо треба да се разбираме. Имав прилика може да разговарам со една жена политичар која рече јас сум многу загрижена од она што ни се случува. Ние во поранешната комунистичка Југославија и така натаму имавме многу големо разбирање, се дружевме со македонците. Сега колку сме поблиску во комуникациите и во парламентот и секаде, ние не се разбираме и не се движиме, а нашите деца веќе повеќе не сакаат да контактираат. Значи, нас нема да не здружи тоа што ќе се говори као втори јазик албанскиот, или српскиот, или бугарскиот, или грчкиот. Треба да не здружи, да ни даде повод ние да се дружиме во смисла да имаме разбирање. А ако тоа е натурено нешто, се што е натурено нема да има перспектива, само ќе има уште поголема одбојност, како што тоа се случува, да речем, со нашите македонци во Грција, на кои им беше натурен грчкиот јазик, па кога ќе отидат во диаспората, во странство, Америка, Канада, Австралија, Европа, тие не сакаат да слушнат за грчкиот јазик. Не треба да имаме одбојност кон јазиците, туку да имаме ние љубов кон јазиците, ама љубовта кон јазиците ќе биде само доколку тоа доаѓа спонтано во известни комуникации. Рековте дека наметнувањето на втор официјален или службен јазик нема да ни овозможи подобро да се разбереме, туку напротив ќе не оддалечи повеќе. Ќе не оддалечи и ќе создаде не само одбојност, туку и непријатност, нетрпение. Зашто тоа се натура. Мора да разбереме дека треба тоа спонтано да доаѓа и тука да се покаже љубов. А ние имаме со одделни луѓе од албанската националност, комуникации добри, така натаму, и не е тоа воопшто спорно. Ама кога нештото ви се натура, тогаш верувате дека тоа нема да биде примено со љубов и тука ќе има проблеми. Така лично мислам јас. Дозволете да цитирам извадок од едно интервју од еден ваш колега, ако можам така да кажам, кој се уште стои на официјалната интернет страница на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Малку е скусено, но поентата е таа. Непобитен и очигледен факт за сите е дека обидот за разнебитување на Македонската православна црква го прави за цели со помош на странска држава и црква, односно со помош на реакционерните националистички сили, заговорници на идејата за голема Србија, што дејствуваат преку одредени структури на државата. Ова е, како што реков, во една пригода изречено или напишано од еден од владиците членови на Светиот Синод. Сега, ова е пред 10 години. Слично сценарио се случува и на државата, само сценаристите се други, исто како и главните улоги. Не е во прашање црквата, во прашање државата. Секако во прашање државата. Рековте и вие предавство. Пред се државата, а ние како еден главен фактор во државата, црквата македонска, бидејќи мнозинското население е православно население кое е во составот на нашата македонска православна црква и ние тука очигледно сме загрозени и ние како црква во голема мера. Сега јас нема да говорам за тоа од која страна колку и како сме загрозени, сите тоа го знаеме и така натаму, но јас мислам дека овдека во врска со црквата и со државата и со името е едно влијание, едно сценарио, лично тоа мислам дека е поголемо на меѓународен план, да ни се изврши и тој притисок е очигледен и во општеството, а подеднакво се врши влијанието за промена и на името, и на државата, и на црквата, и на нашиот јазик и на се што е белек на македонската нација, македонското општество. Со години живееме, еве, мојата генерација, оние сличните, израснавме, почнавме да старееме со непризната црква. Некои други генерации остареа веќе, се раѓаат нови, доаѓаат, се запознаваат со сите случувања во општеството. Со години, велам, имаме непризната црква и блокирана држава со привремена референца. Како причина и за двете негации
и во двата случаи се наведува името. Во првиот случај со северниот сосед името на црквата, во вториот случај со јужниот сосед името на државата. Но во суштина е веројатно и од двете страни непризнавањето на македонскиот народ. Сакам да ве прашам директно, зошто еден релативно мал, мирољубив, честит народ каков што е македонскиот има толку многу негатори? Па негаторите не се заради нас како држава, можеме да речеме сега меѓу најмалечките со Словенија и со Црна Гора на овие балкански простори и Косово, ако е сметаме држава и така натаму, но станува збор за нешто друго. Во прашање е името македонско, кога ќе се спомне Македонија, се мисли веднаш на Македонија од минатото, која некогаш била империја, и тоа не некоја малечка, туку светска империја. И од тие причини целта и намерата е да исчезне тоа име, плашејќи се дека еден ден може ќе воскресне пак некаква си таква империја како што била. Ете, земете пример со Израел, тој до 50-тите години не постоеше како држава и туку наеднаш се оформи, постана држава и сега станува сериозен, да речеме, противник на тој дел на тие држави што се во неговото окружување, говорам таму на Блискиот Исток и така натаму. Значи, постои некој подсвесен страв и кај некои од соседите, а мислам дури уште повеќе и кај некои од другите држави од Европа, па и пошироко, дека овој народ, иако сега е малуброен, дека еве едва обстојува така натаму, дека можеби некогаш пак ќе стане силен, зашто има потенцијал македонскиот народ во секој поглед, а не мислам дека е таква ниту намерата, ниту интенциите на нашиот народ, ниту пак ние како народ сме освојувачки народ. Сега ние сме мирољубив народ, ама ги влечеме последиците од некогашната наша слава што имала нашата македонска империја во минатото и очигледно затоа били и поделбите на Македонија за време на балканските војни, на првата и втората светска војна и сега ако треба намерата е можеби и ова парче што останало ако може да се докусори. Владико, би сакал уште малку за идентитетот и за предизвиците со кои се соочуваме како македонски народ, потоа за прашањето за односите меѓу Македонската православна црква и Српската православна црква, за проблемите во Австралија, но пред тоа да направиме куса пауза за реклами. Почитувани гледачи, останете на ТВ Нова. Владико, спомнавте и повикавте и на, меѓу другото, на национално помирување. Веројатно сте и свесни кога се движите меѓу верниците, кога патувате, кога одите по селата и по градовите, ја забележувате таа поделба меѓу граѓаните, таа поделеност, таа одвоеност и разочараност, веројатно и заради тоа повикувате на национално помирување. Дали е тоа дури и поопасен синдром од оние хегемонистички тенденции што ги чувствуваме од соседите па и пошироко, од надвор? Оној проблем на поделбата внатре на македонскиот народ. Се чувствува една страшна летаргија во нашиот, говорам конкретно македонскиот народ, а не се исклучени тука и другите народи кои се на некој начин поврзани со нашиот народ, породбинска врска, мешани бракови, тука се и православни Срби, православни Власи и така натаму, и другите православни што стојат тука, има и православни албанци, секако една мала бројка и така натаму, но тоа е проблемот во следново. Конкретно станува збор за тоа дека не се најде во овие 2 години на оваа страшна криза што ја снајде нашата татковина Македонија, републиката наша, и која се одразува и во диаспората и така натаму. И очигледно е дека поделбата е како еден вид закрвовување. Значи, нетрпение поголемо отколку кон многу непријатели во минатото. Но тоа е диагнозата. Можеше ли во таа смисла и требаше ли црквата нешто повеќе да направи? Очигледно дека црквата може и треба да прави, но кога зборуваме ние за црквата во врска со она што треба таа да го направи,
таа насока, се мора да се води строго сметка некој да не разбере погрешно. Имено, овдека веќе се работи за еден синдром на самоуништување на македонскиот народ. Кога некој заради Никола го мрази Свети Никола. Имаме состојби кога омразата доаѓа и заради тоа дури и браќа меѓусебно го издигна таа поделба партиска на нетрпеливост, како да се луѓе кои еден на друг гроб си копаат. До таа мера е тоа издигнато и тоа е страшно нешто. И нека погледнат како е во другите општества. Во една Австралија, конкретно бидејќи таму администрираме со таа епархија, луѓето во парламентот кога дискутираат, кога дебатираат, тие мислите дека се закрвени и така натаму завршува тоа, седнуваат и заедно јадат, заедно пијат. Кај нас е обратно. Може би ќе внимаваат во парламентот кој што колку ќе зборне и до каде ќе зборне, за да не биде земен дури на одговорност, ама после тоа не сака да го види својот дури најблизок. Брат со брат не сака да се видат токму заради таа поделеност партиска. Како да излеземе од тоа? Па, како да излеземе, прво треба да сватиме, да разбереме дека партиите се на некој начин здружени групи кои се делови од општеството. Партија, значи парче, дел од општеството. Тој дел од општеството не сме да биде оној фактор што нас на некој начин треба да не насочи кон него и неговите стратегии, неговите мисли, неговата идеологија, така натаму, туку напротив. Ние имаме заеднички интереси. Значи, заедничките интереси на државата кои се? Они што ги спомнавме. Заедничките интереси е унитарноста на државата. Тука нема дискусии по тоа прашање. Мора државата да остане унитарна како што е создадено уште во Асном и така натаму. Понатаму, мора да знаеме дека интерес заеднички на сите нас е јазикот. Интерес на сите нас е химната. Интерес на сите нас е исто така се она што културата македонски така натаму. Сите тие нешта грбот на македонската држава. Мораме ние тие нешта да ги запазиме и тука се гледа веќе тука дека шавовите пукаат. И тоа е најлошото, тоа е најопасното кога некој заедничките интереси веќе не ги гледа како заеднички, туку ги гледа својот личен интерес го гледа и ги подредува заедничките интереси на ова. Значи, тука заеднички интереси е не само на македонците и унитарноста на државата, туку и на сите во Македонија. Тука се и србите, тука се и власите, тука се албанците, тука се останатите кои припаѓаат во оваа држава и кои се дел од ова општество. Но ако политиката креира сценарија кои на долг рок се опасни по опстанокот на народот и на државата, а при тоа Македонската православна црква не успева да го најде или да го погоди лекот, ја има само диагнозата, но не и терапијата, како ова и идните генерации кои се родиле и живееле во своја собствена држава, ќе им се одложат на оние поколенија на предците кои се бореле за ваква Македонија. Видите се, каде е проблемот, според моето лично убедување? Проблемот е што ако почнеме да дискутираме за овие работи, веднаш некој сака тоа да го направи, како ние да поаѓаме од позиција дека исклучиво застапуваме некои политички интереси. Не се политички интереси, ако јас тврсто застанам и речам дека нема да се дозволи да се менува грбот на Македонија, или ако се менува, треба да се менува онака како што треба тоа да се направи во интерес на државата. Или не можеме ние да дозволиме да се менува името на јазикот, името на државата. Па ако се менува името на државата, тогаш се обезличуваме како народ и како држава и како нација. Сега, тука некој мисли дека можеме и тоа да го смениме. И одма веднаш ве поставуваат дека припаѓате на ова или на таа партија. Не може јас да припаѓам на било која партија, затоа што јас цврсто тврдам дека не смееме да дозволиме да се промени името на нашата држава, не смееме да дозволиме
да се промени јазикот, да не се вика македонски, не смееме да дозволиме исто така да се промени химната во смисла да се додава нешто што ја знаеме како таква и ја чувствуваме, ја живееме и досега никому тоа не му пречеше, најнаш сега некому му пречи тоа. Кому му пречи тоа? Некој што дошол тука во последните години како дојденец, нему му пречи или на тие. На сите овдека домородни, што биле, и албанци, и власи, и другите националности, ромите и така натаму, и србите, не им пречи тоа. Но им пречи на некои дојденци, може би, но најповеќе, за жал, им пречи на некои соседи. А знаеме. Дали може би црковниот спор со Српската православна црква за името со Атина, постојаните провокации кои стасуваат од Тирана и од Софија, се само механизми за остварување на некои геостратешки, политички и верски интереси? Може би. Што мислите за таа теза? Не, тоа не е воопшто спорно. И ние кажуваме и тврдиме дека признавањето на Македонската православна црква, односно нејзината автокефалност, не е некој канонски проблем. Не е тоа канонско прашање. Исклучиво е тоа политичко прашање. Значи, а тоа политичко прашање е името на државата и аналогно на тоа сите други атрибути што говорат за самостојноста или националноста и унитарноста на државата. Што мислите за она теорија на тивка, но глобална војна против православието што се крши врз грбот на Македонската православна црква, па ако сакате и врз грбот на државата Македонија? Па тоа е присутно. Во оваа општа криза не е одбегната Македонската православна црква. Значи, ние кажавме дека сме дел од ова општество и имајќи фактот дека сме дел од ова општество, нашите верници се припадници на една и на друга и на трета партија и така натаму. И како делуваат партиите, како делува меѓународниот, да речеме, фактор, како делуваат сите оние што ја создаваат оваа криза, значи се е во таа насока да се на некој начин обезличи државата, а аналогно на тоа да се обезличи црквата. Ако црквата е немоќна да биде покровител на внатрешно национално помирување, може ли православието да опстои на својата Божја мисија и да влијае за намалување на меѓусебните антагонизми помеѓу раскараните и поделени балкански народи? Кај нас, кога станува збор за црквите, ние сме согласни со тоа дека прво доаѓа црквата како заедница, а националноста е второстепено. Значи, ние не истакнуваме, макар што некои цркви обично дури и повеќе го истакнуваат националниот елемент отколку црковниот елемент. Но догматски гледано треба прво да се истакне црковниот елемент, соборноста на црквата, а потоа исто подеднако и националниот бит дека ние сме црква која носиме име. Дали е името на градот, или е името на државата, или името на народот и така натаму, тоа не е конкретно и битно. Битно е тоа дека црквите православни во последните векови, двата века, се именуваат така како се именуваат и тие дури во еден неканонски однос, ако така можеме да речеме во диаспората, немаат тие сите соборност, зашто во еден град имате по 20, 35 или по 10 епископи, во Австралија, во Америка, во Канада, Европа и така натаму. Тоа говори дека се уште не е заборавено тоа дека тие цркви држат во голема мера и до својата припадност национална. Но сведоци сме многу е очигледно дека криејќи се зад тие национални интереси, сите православни цркви од регионот дозволија на некој начин да се надмине нивната мисија над пастирските димензии и отворено да се промовира хегемонистички и експанзионистички тенденции. Јас токму тоа сакав и да прокоментирам, да кажам дека имаме една црква. Тоа е црквата Антиохиска, која врши денеска една огромна мисија на православието во светот. Особено во Америка, Јужна Америка и дури во Гватемала, каде што се мисли во таа западна хемисфера дека по глава на жител најмногу има православни кои се конвертирани, односно конвертити од други
заедници христијански што преминали или од некоја друга сосема религиозна заедница и така натаму. И тоа е токму заради тоа што оваа црква не го истакнува и премногу не удира на националниот бит, туку на националниот елемент, туку пред се ја интересира верата и мисијата на црквата. И ние, овие цркви соседни и сите други православни цркви, кога помалку би обрнувале внимание на националниот бит, националниот елемент, кога не би се викало во светот дека ние сме грчка православна црква, кога ќе прашаат некој што си православен, ви поставува прашање Greek Orthodox Church, дали сте грчка православна црква и треба да кажете дека не сте, туку сте македонска, дека сте руска, дека сте бугарска, романска и така натаму и така натаму. Значи ете докаде тоа се изфрлило тоа национално чувство да се стави дека дури и сите православни требало да се нарекуваат грци, дека се и така натаму. Значи мораме, ако православијата се ослободи од таа болест, да ја речам, националистичка присутна во црквите, ќе има страшна мисија, огромна мисија, прекрасна мисија православната црква на секаде во светот. Ако во минатата декада останаа безуспешни сите обиди на Српската православна црква да го подели македонскиот православен народ на две цркви, во оваа декада, може така да се каже, им успеа на политичките партии да го поделат народот по политичка основа, но сепак тоа веќе го исцрпевме како прашање и како ваши ставови. Докаде сте со спорот со Српската православна црква, се преговара под маса, со оглед на тоа што од двете страни на некој начин било кажано дека немате канонски теолошки проблем, туку дека проблемот е политички. Јас во повеќе народи тоа сум го потенцирал и кажувам дека во моментот кога ќе се реши прашањето околу името на нашата држава, се молиме и настојуваме во позитивна смисла на зборот, веднаш потоа ќе се реши за релативно кусо време и прашањето со нашата автокефалност, зашто јасна е работа дека тоа е пречката моментална и мислам дека и Српската православна црква е свесна дека не може да стане до некоја поделба во нашата црква, зашто сепак има една соборност во црквата на православна македонска. Тука ние не ги двоиме другите националности и срби православни во републиката, и власи православни, и роми православни, и од другите народи, националности православни што се, тука сите се заедно и немаме тука некоја поделба, но очигледно поделбата се мислеше дека ќе се направи со таа експозитура што ја изфрлија србите и свесни се дека од тоа нема некој напредок, ниту ќе има војна на напредок, но очигледно дека мора се причека решението со името на нашата држава и проблемот со името е со Атина. Сега зборуваме за црковен Белград. Имате ли контакти со црковен Белград во последните години? Јас ви кажувам дека Српската православна црква нема ништо да преземе, мерки, никакви чекори, без заеднички договор со Грчката православна црква и со Целиот патријаршија. Тоа е од сите досега наши комуникации што сме ги имале, очигледен факт дека тие сепак на некој начин се во добри комуникации и еднакви се ставовите и мислењата ни. Обидот за посредување на Романската православна црква, па потоа и на па ете Москва, и руската и се, црква? значи ништо досега посебно не може да се направи, бидејќи тоа е сето поврзано во врска со ова што го кажавме, со ова политичко прашање. Името на нашата држава и името на нашата. Може би најдобра потврда на тоа дека е политички проблемот е она што во остатокот од православниот свет многу полесно се решаваат конфликтите и меѓусебните спорови меѓу црквите. Конкретно мислам на албанската православна црква, иако не е организирана на ниво како македонската, со самото поставување на архиепископот беше призната како автокефална. Да. Исти е примерот и со грузиската православна црква, набрзо по самостојувањето од бившиот Советски сојуз на Грузија, земјата си доби своја автокефална црква. Да. Па тоа кажавме дека прашањето кога натрешните прилики ќе се решат, кога нема да има политички прашања, нерешени и така натаму, тогаш автоматски се решават и црквените прашања. Австралија. Решлив ли е проблемот таму? Или додека е дедо Петар
администратор на таа австралиско-новозеландска епархија, проблемите ќе бидат? Во австралиско-новозеландската епархија ние веќе проблеми немаме. Значи, треба да се знае дека на другата страна станува збор сосема за други црковни општини, што се под управа на Светиот архиерейски синод, се е до формирање на епархија на црковно-народен собор и така натаму. И со нив управува синодот, управува и митрополитот Тимотеј, и тој е овластен да ги организира и така натаму и така натаму. Но очигледно дека веќе во нашата епархија, австралиско-новозеландска, немаме ние веќе проблеми кои би не загрижувале и така натаму. И ние ја регистрировме епархијата. Значи, покрај она Ватон Джел, ние имаме регистрација на епархијата имотно правно, како граѓанско лице, односно како токму така. И ние сега таму постоиме, престои сега на некој начин инвестирање на имотите во корпорацијата која е создадена за мисија на црквата или за доверителство на имотите на црквата, поточно за мисија на Македонската православна црква. Така што веќе работите се таму на пат да се решат. Не да се решат, и се решени. Решени се. Но поделбата меѓу верниците и таму е актуелна исто како и овде. Поделбата на верниците е таму друг карактер. Тука имаме, таму е поделбата на верниците луѓе кои сакаат да работат согласно со црковните закони и луѓе кои сакаат анархија, односно не признаваат ни устав, ни канони, ни ништо што е ред и поредок во црквата, и сметаат дека тие цркви им припаѓаат ним, на нивните компании и така натаму, така натаму. И тоа е нивни проблем. Во нашата епархија тоа е решено и не сакам за тој дел да дискутирам, ќе дискутирам за црквите во австралиско-новозеландската епархија, за кои одржав и собрание сега, епархиско, на тоа епархиско собрание донесовме известни ставови, одлуки, резолуции, решенија и така натаму, и функционира веќе епархијата, може да се рече веќе безпрекорно. Секако, иако има некои внатрешни мали недоразбиња, тие ги решаваме, ама се решаваме согласно со црковните закони. Значи не сакаме ништо да се решава надвор од црковните закони. И проблемите таму од почетокот биле, и сега ако има некој проблем, е проблем со оние луѓе кои не сакаат да работат согласно со црковните закони, односно сакаат надвор од црковните закони да ги решаваат прашањата, имотите да ги користат независно од црковните закони и така натаму и така натаму. Тоа е проблем. Значи нема проблеми гледано од аспект нова, а ако се јават проблемите, ќе се јават значи само во насока на непочитување на црковните закони. Како што и овде проблемите овдека се непочитување на граѓанските закони, на уставните закони, така натаму и така натаму. Владико, имајќи пред општата поделба на граѓаните, на верниците овде и таму и преку океанот, ќе ве прашам директно, каква е атмосферата во Светиот архиерейски синод? Какво е единството меѓу членовите, меѓу владиците? Постои ли таму единство? Ние сме единствени за суштинските работи на црквата и може да се рече дека и по прашањето исто така за националните нешта во голема мера сега некои како политички битија си имаат поинако мислење по прашањето на политичките состојби, работи и така натаму, и тоа го оставаме секој да мисли, да резонира онака како што тој мисли, но затоа и мислењето пак однадвор на народот, на нашите верници, на сите, се гради врз основа на нашите комуникации, на нашите изјави, на нашите однесувања, на нашите делувања меѓу луѓето и така натаму, и конкретно евека на нашите комуникации вака и преку медиумите и така натаму. А имиджот ви го расипува и стилот на хедонистички живот или луксус, ако така може да се каже. Ваш коментар во однос на тоа? Не го разбрав прашањето. Имиджот на црквата е нарушен со имиджот кој се создаде на дека дел од свештениците живеат многу хедонистички луксузен живот. Не, јас мислам дека не станува збор толку за тоа колку што одделни медиуми на некој начин некои работи ги префорсира
и дадоа поинаков на сите. Инаку сега ако зборуваме за тоа, некој што ќе рече дека некои владиците се возеле со луксузни возила, па да ви кажам искрено, денеска имате едни обични граѓани кои дури некои невработени, безработници така натаму возат многу полузни возила отколку што возиме ние. Јас не гледам во тоа, ако мислите на тие возила и така натаму, дека тука е проблем. Зашто вие ако немате денеска возило кое ќе ве однесе брзо таму кај што треба, тогаш вие не сте современ човек, не можете да вршите современо мисијата. Ако сте домаќин, како што еве ние имаме во моментов, имаме само 2 возила. И сите ќе ви речат, а тоа е возило... Како Преспанско-Пелагонска епархија? Преспанско-Пелагонска епархија 2 возила. И сега ќе речат луѓето, па имаат 2 возила и тоа 2 возила Ауди. Да, едното Ауди има 18 годишно, старо е толку, ама некој го гледа како ново и го чуваме. Значи до денеска нема никакви поправки возилото, ти сме домаќини. И друго возило има кое смета дека сега купено, ама тоа има 8 години. Така што имаме значи 2 возила кои паркот наш возен се состои од 2 возила, а некој останал кога ќе види со возила толку стари дека се возиме ќе рече не патува безбедно архиерејот Владиката. При крајот на емисијата би сакал да позборуваме во врска со едно неодамнашно истражување и резултатите што произлегоа од него во однос на тоа колку македонскиот народ е вистински верник, но претходно да се навратам на соопштението од четвртокот што го испрати Македонската православна црква. Меѓу другото, таму стои да се спроведе попис на населението кој треба да биде изготвен како што велите не заради одземање на нечии права, туку за остварување на придобивките на сите граѓани кои живеат во оваа држава. Ве молам, Кусо, објаснете го ова подетално. Па, ако сакате мир да имате лично како граѓанин и како политичко битие, сметам дека немаше да дојде до овие проблеми ако имаше попис, односно ако оној попис што започна, се реализираше. Тоа што тој попис пред неколку години, што започна, се стопира, толку тој ги донесе овие проблеми. Ако со пописот се знаеше точно колку граѓани има оваа држава, немаше да се препукуваат партиите дали имало 1.700.000 гласачи или имало 500.000 фантомски гласачи, имало вакви, такви гласачи, па пописот ќе кажеше колку има гласачи. И немаше оттаму да значи сите проблеми, лично мислам дека произлегува од тоа што не се спроведе тој попис, а некои баш го коментираа тоа, ама им било наредено некого, па требаше тие на кои што им било наредено од озгора, се мисли, од надворешните фактори, требаше да излезат јавно и да речат, луѓе, ова држава веќе некој сака да стопира, да не може слободно да функционира. Еве, сакаме попис, некој се заканува, не смеете попис да правите, оти ќе настанат некои нереди во како тоа може да биде, затоа што некој ќе констатира дека имаме толку граѓани и дека се решава еден голем проблем со гласачите на тој начин и се знае колку сме сите и какви сме и кои сме и што сме, тоа е најдоброто решение за да има мир во една држава. И сметам дека главниот фактор на сите проблеми на оваа криза беше нерешениот статус на пописот, односно започнатиот попис што не се направи, а лично мислам дека ако сега прво се отиде на попис и веднаш потоа да се дуваат тие избори што ќе се дуваат, дали локални или парламентарни, тогаш се ќе биде во ред. И тоа е единствениот, според мене лично, единственото решение на оваа диагноза што ја поставивме кога боледува државата, а аналогно на тоа боледуваме и ние и како црква. Значи дел од терапијата е итен попис. Тоа е најглавниот, мислам, лек што може да помогне да се надмине. Едно неодамнашно истражување покажа дека голем број од луѓето кои живеат во Македонија се доживуваат и се декларираат себе си како верници, но во исто време дека само мал број од нив вистински ја практикуваат верата. Според некои статистики кои мене ми звуча, да речем и сурово, одвај 0,5% од верниците присуствуваат на неделните богослужби. Има ли подобрување во оваа насока? Бидејќи тоа преведено во наши услови значи дека ако земеме без попис, односно врз база на оној попис од 2001 година,
дека во Македонија има 1.600.000 православни луѓе, само 8.000 верници одат секоја недела во црква на богослужба. Уште е помал бројот на оние кои имаат свој духовен татко и кои редовно се исповедаат, односно комуницираат со Бога, ако може така се каже. Мислам дека ние сме македонците познати како народ кој гледано од аспект на набожноста сме еден мощен набожни народи. Од таа гледна точка, но од гледна точка на црковност, во црковеност, односно посета на богослужбите, тука навистина има промашување, но не само кај нас, православните македонци, и во наша македонска црква, но и кај другите помесни православни цркви. Во нашиве овие земји на Балканот, кои излеговме од комунистичкиот систем, последица на тоа беше забраната порано. Знаете дека и тоа така лесно не може да поминеме преку тоа, но се согласувам дека доволно не правиме како црква во својата мисија за да ги придобиеме верниците, односно да ги имаме на богослужбите што е можно побројно. Да создадете навики на редовно посета. Во одделни цркви веќе тоа го имаме и барем зборувам за епархијата Престонско-Клавониска и за нив сум и надлежен да зборувам и во Австралиско-Новозеландската епархија, така што црквата Света Богородица во Битола ни е секогаш полна. Значи недела за празниците веќе да не зборуваме. Тоа сакав да кажам, ако може да биде утеха Великден, Божик, Богојавление, за големите верски празници цифрата достигнува, како што ја најдов таа статистика, и до 15%. Така. Не, илјадници имаме посетители тогаш, но во редовните богослужби во неделите, кога се извршуваат богослужбите, и тогаш е полна црквата. И црквата Свето Благовештение и други. Во Австралија веќе, почнувајќи од црквата Света Петка, кога создадовме еден литургиски живот, веќе скоро во сите цркви имаме добар дел на верници и од година во година се зголемува бројот на верниците, но не можеме да речеме дека сме задоволни, дека сме ги придобили сите верници. Има уште многу за работа за да ги донесеме верниците тука, но имаме проблем и со тоа што не сме доволно присутни во медиумите со нашата мисија црковна, со проповеди, со разни богослужбени чинови и така натаму. И се додека една црква нема и свој медиум, телевизија, како што го има сега грчката, српската и другите помесни православни цркви, па дури албанската, има исто така своја телевизија, има своји болници и други работи која вчера започна, зависи најмногу и од оној кој ја управува црквата, мислам таму на албанскиот архиепископ кој беше еден мисионер во Африка, па имајќи го тоа искуство мисионерско во Африка како православен епископ, го примени во албанската црква во Албанија и таа веќе во таа насока многу рапидно напредува. И ние треба да земеме пример од оние кои ја вршат таа мисија овде и можеме и ние да имаме добар просперитет. Рековте, не е тоа само наш проблем и на останатите православни цркви, дотолку повеќе аларм сите да се свртат кон своите верници наместо да се борат за превласт меѓу себе. В година, или поточно во 2019-та, МПЦ одбележува 50 години? Не, оваа година. Оваа година. Не, тоа е 67-та е возобновена автокефалноста, значи 17-та е сега 50 годишна оваа година и ние оваа година ја правиме таа прослава и по однос на тоа може да се каже дека еве закажани се веќе неколку значајни прослави на ниво на епархии со една добра убава програма. Во нашата епархија на 30 април ќе имаме канонизација на нов светител, Свети Кипријан Маченик, кој е на Великден изгорен во манастирот Слепчево Демир Хисарско. Понатаму следува исто така канонизација на нов светител на нашата црква, современик Гаврил Светогорецот, епископот Велички, кој е погребан во Лесновскиот манастир и исто така ќе имаме во Скопје исто на еден архимандрит, исто така канонизација, ќе има осветување на
цркви повеќе, поголеми и помали така натаму, но мислам дека по текот на оваа година ќе се осветат не помалку од 50 на цркви во Македонската православна црква. Владика Петар, емисијата ја почнавме со прочка. Отворивме многу прашања и теми. За крај една порака до нашите гледачи, голем број верници, меѓу кои имаме, како прочка и како во однос на сите теми што ги отворивме. Па, бидејќи ни престои великденскиот пост, постите ни се нам дадени за да направиме една ретроспектива на нашето досегашно однесување, живење и така натаму, да ги согледаме нашите не принципиелни однесувања, на нашите грешки, погрешки, гревови, да побараме прошка едни со други и да почнеме да ги очистуваме душите и срцата. И се разбира, тоа чистување доаѓа прво од умот, во смисла да не дозволиме во нашиот ум да се вгнездат грешни мисли, помисли и фантазии, потоа да не дозволиме тие грешни мисли, помисли и фантазии од умот после да се преселат во срцето, да се вселат во срцето, па да станат грешни желби, похоти, страсти и така натаму. И исто така тие потоа да се преточат во дела. Во таа смисла сметам дека ние треба сите да поработиме на тоа и ако ние се ослободиме од грешките и ако покажеме љубов кон сите луѓе, и ако кон луѓето не гледаме како непријатели, туку ако го гледаме злото во човекот, а да не го мразиме човекот, како што лекарите не ги мразат пациентите, болните, туку ги мразат болестите што ги имаат тие и се подготвени да се жртвуваат за болниот, да го излекуваат од болеста од која тој страда, а дури ако е заразна, по цена и животот свој да го стават на коцка и така натаму, така и ние треба сите луѓето, ако сакаме да настане единство и мир и љубов помеѓу нас, тоа треба да го правиме. Вие да ми го кажете на моите слабости, а јас да се поправам и јас вам да ви укажам на слабостите и вие да се поправите, да не ве мразам јас вас, туку да го мразам злото во вас и вие да го мразите злото во мојата душа и во мене, во мојот ум и така натаму. И ако се почувствуваме дека сме ние сите браќа, деца Божи, од еден Бог создадени, од нашите родители Адам и Ева, и ако кон тоа тежнееме, да отвориме војна против злото во секој човек и општо во глобално во општеството, тогаш сите проблеми ќе се решат. Мислам, тоа е лекот за сето она што денеска го има и што постои насекаде во светот и за војните и така натаму, но исто во конкретниот случај со нашите кризи, што се пред се морални кризи во општеството, а потоа и сите останати кризи што следуваат како последица на моралната криза. Владико Петар, ви благодарам многу за ова гостување во денешното издание на ОКО, точно во 2. И ви пожелувам све најдобро. И вам ви благодарам што ме поканисте да видиме гости на оваа ваша емисија на телевизија Нова. Благодарам. Почитувани гледачи, ви посакувам сила, да одолеете на искушенијата и да се обидете да живеете со Бога во себе. Довидување идната седмица во 2.